здраво, бла-бла. Што има, што се дешава? Ништо што се дешава, добар ден, сонце, кафица, тоа е тоа, опуштена атмосфера, не знам, друго ништо посебно нема денеска. Така. Да, лабаво, што знам. Што има ново кај тебе? Кај мене ново функционирам, движам, работам, правам, спремам нов материјал сега. Послед првиот албум спремам втор материјал, што не знам кога ќе биде. Сакам меѓувремено да извадам нешто ново сега, како сингл песна со видео. Само вајда нешто лайв сакаме да спремаме. Ќе видиме како ќе се одвива, во подготовки сме се уште. Така? Да. Кажи ми каде тоа го работиш? Кажи ми. Го работам Urban Records се уште, на исто место каде што сум го правил првиот албум. Таму вајда ќе го спремам и вториот за останатиот дел од кој ќе го обработува сето тоа се уште не знам. Можеби тука, можеби странство ќе го обработува некој, па уште сме у размислување за се тоа. Добро, а прилика спотов кога што остана? Па спотов би требало да биде до кај пролет, лето. Не сум уште сигурен кој точен датум ќе биде, ама ќе биде пред вакво. Годинава ќе биде до кај јули, август, јуни, како и да кажам. Сега ќе го снимаме април, мај некаде, па кога ќе се среди, тогаш ќе го извадиме. Кажи ми тематски што ќе биде различно овој пат? Па искрено тематски ќе биде дека лайв ќе го правиме, значи као MC-инг и DJ. Сакам неколку такви кратки видеа да ги спојам во едно. Малце поразлично од досеа, значи без некои сценарија, режии и планирање како би изгледало сето тоа, туку онака фристайл, буквално смислено, али со нормално со текстови, со DJ, со скречови и така натаму. Ептен хип-хоп ќе биде онака. Да. Кажи ми, Даренце, у слободно време што правиш освен рап? Освен рап, се занимавам со интернет маркетинг, функционирам со тоа у слободно време, што знам, работам поточно на таа сфера, која имам слободно време, и што знам, пијам, братче. Да, пијам и спијам, тоа е тоа. За криза, што ќе кажам, многу тешко прашање е тоа, брат, за кризава. Знаеш, сите кажуваат, ќе сфатам фит или одма ќе си идам, ама што знам. Не за таа криза. За која криза? За онаа што нема. За таа што нема. Ништо, брат, сега нели баравме по другиве населби, брат. Сега вртиме по другите градови низ земјава, така, и патујаме и идеме по другите градови. Странство? Има ли леко странство? Господ знае дали има леко странство, што знам, ја не сум бил до сега у странство на подолго време, сум бил само на кратко време, така да, што знам. Треба да се проба, не се знае, може да има лек, зависи. Добро, настапи, нешто, концерт? Не, концерт не се уште, нормално, спремам нов материјал, сакам уште еден материјал, па послем да размислам на нешто поголемо. Настапи имам, да, се дешаваат и у Скопје, се дешаваат и низ другите градови. Нормално кога ќе имаме можност, најчесто викенд се случува сето тоа. Сега нареден, не знам поточно кај ќе биде, ама мислам дека планираме да одиме надвор од Скопје за некој месец, каде што би имале некој настап со онака као мини концерт, каде што би испрезентирали и стари и нови песни. Па здравје, ќе видиме што ќе биде. Кои сте во екипата, кажи ли на... Јас сум соло, значи соло сум као Das Flow. Да, во Urban Records, таму е Тракер, таму е Арди, Гордан Чатпат, нели, само работи некој вид на монтажа, некогаш видео, доколку ние направиме договор со него, не дека е официјално таму. И уште некои две-три дечиња што работат со Тракер. И DJ Nesty исто така, као DJ на Urban Records и он како соло за себе. Значи, официјално е како продукција, отворена е за било кој што може да сака да снима и да прави. Тоа е тоа. Приватниот живот у водите како се? У кој води? It's complicated in a relationship with? Па, окей ми е у тие води, in a relationship, да, окей ми е, што знам, функционирам, добро ми е, не дека нешто сум обседнат со тие води.
опаиха? Нема опаиха, никако опаиха, ни детиња, ни такви работи, ни деца, ни меца. Млад сум уште за тоа размислување али терам, што знам. Океј, треба да се има љубов, треба да се шири таа љубов, сега на кого као ќе му се погоди у животот. Си за македонската рап сцена? Реално добра е македонската рап сцена, порано беше, добро знаеме дека порано беа, знаеш, на прсти се броја кои прават хип-хоп музика, сега е доста проширена, има нови таленти, дали е тоа диджеинг, емсиинг, дали е, гледам дека има и деца што више и бибоинг почнале да вметнуваат, денсери и така натаму. Се шири реално, моje мислење е дека отишла во добар правец, оди нагоре, има повеќе материјал, повеќе артисти, а тоа е предност да не запознаат као земја со добра хип-хоп музика, а мислам и дека не знаат дека сме како една од подобриве земји на Балканов со хип-хоп музика, така да чест ми е дека тоа се дешава и онака. Треба да продолжи у тој правец. Кажи ми општо за македонската музичка алтернативна сцена. Добро се развива, дали мислиш дека фали највише за да биде тейковер? Фалат искрено моje мислење продуценски куќи кои што ќе ги ангажираат дали алтернативните бендови, дали хип-хоп бендовите, дали рок бендовите, кои што ќе се занимаваат со нив, не они сами да се гураат, сами да одат да бараат луѓе кои да им снима спотови, кои да им наоѓа настапи, туку да има повеќе PR менаџери, повеќе како што кажав продуцентски куќи кои што ќе вложат во артистите, зашто артист без тимот позади него не може да биде успешен артист и да просперира нагоре, значи да го гледа, да презентира тоа што треба да го каже и така натаму. Медиумите обавезно. Тие не треба да ги спомнам зашто под број 1 маркетинг е медиумот, дали е пишан медиум или е видео медиум, као што е Бла ТВ у моментов, обавезно дека мора да постојат и да бидат многу повеќе активни, 100% повеќе отколку што се сега активни. Заради тоа што без медиум како би разбрале луѓето дека некој се занимава со таа музика и дека презентира нешто што сака да го чуе народот од него и така натаму.